Дел од членството на СДСМ вината ја префрли врз себе, бара чистка, се најавува чистка. Што мислите вие за тоа? Тоа е преса работа на премиерот и на владината структура, на надлежните министри. Јас потpuno го поддржувам тој пристап. Не е моја, меѓутоа ако прашувате мој политички став, мислам дека е во ред тој пристап и сакам на сите нив да апелирам, да ги замолам да размислат, че на страна тие проблеми кои се во функционирањето или во неиспоручувањето на ветувањето од 16-17, евентуално и во меѓувреме, да ги стават за момент на страна и да помислат што би бил исходот ако евентуално опозиционата кандидатка или главната опозициона партија добие множество гласови. Тоа значи директно враќање во времето на Никола Груевски. А сите знаеме дека во тој период не живеевме добро. Значи на сите полиња беха закочени и сега со повторното инсталирање само под друго име на тој истиот режим, мислам дека сите ние, вклучително и овие што не се задоволни од политиките на гарнитурата која ја гласале можеби пред само година и две, и тие сигурно не би сакале тоа да искуство да го повторат. Значи не гледам друг начин, друга опција освен да се даде поддршка на оваа варијанта, со тоа што се разбира треба да се држи за збори премиерот и надлежните министри дека во своите ресори и во својот домен на надлежности ќе преземат се, да не се повторуваат грешките кои се очигледни, кои ги има, ги знаеме сите и кои се евидентирани од целокупната македонска јавност изминативите 2 години.